8 часот и 44 минути по краткиот блок на рекламни пораки. Време е да продолжиме во студиото и тоа со многу важна тема која не засега сите. Ке зборуваме за тоа како моменталните климатски промени или временските услови влијаат на пчелите, а знаеме како што и многу пати еви во денешното издание кажавме дека без пчелите нема живот. А како резултат на што можеме да влијаеме за подобрување на целата состојба, ќе зборуваме во продолжение, но и ќе најавиме прекрасна манифестација која има 4-то издание годинава, а ќе се случува следната недела и тоа во периодот од 3 до 5 следниот месец се разбира во центарот на Скопје на улица Македонија. Ке дознаеме и што е вистински мед, односно како да се бориме против фалсификувањето. А за сето тоа ќе ми помогнат моите соговорници, односно моите гости. Добро утро велам за председателот на Пчеларско здружение Матица и за поранешниот председател на Пчеларското здружение Матица, но од друга страна долгогодишен пчелар и тоа со децени. Добро утро велам за господин Душан и господин Венче. Добро утро, поздрав до вас, поздрав до сите во студиото и поздрав до гледачите на Сител телевизија. Се наоѓаме во еден период каде што многумина ќе речат па пролете, што ќе зборуваме сега можеби за медот, некако го користиме во зимскиот период за појачување на имунитетот, но дали е правилото дека мед се јаде во текот на целата година? Секако дека не е. Ние Пчеларското здружение Матица е организатор на оваа манифестација што ќе биде сега од 3 до 5 на улица Македонија. И оваа манифестација што ќе биде во пролетва е еден вид продолжување на манифестацијата што ја организираме на крајот на септември, што исто се вика Денови на македонскиот мед. Таа манифестација организираме минатата година кога ја организиравме беше 20-та поред. И дојдовме баш до ова што прашувате вие до заклучок дека идејата беше на есенската манифестација за луѓето да се снабдат со мед за да го користат во текот на зимата. Меѓутоа во последниве години луѓето сваќаат дека медот не е само за превенирање на болести, него е еден вид додаток во исхраната и затоа еве 4-та година поред се обидуваме да ја организираме и манифестацијата Пролетни медни денови, на која што се обидуваме да ги споиме директните производители на мед со купувачите. Значи да се избегнат сите оние можности да медот да има додадени непотребни вредности или да не е мед. Ние се обидуваме со овие излагачи што сме и на овој саем и на есенскиот саем, гарантираме за сите што изложуваат и сме сигурни дека медот што ќе се продава и останатите медни производи се супер природни и 100% сигурни. Од кои се краеви на Македонија ќе има посетители, тоа не можеме да го кажеме, но кои ќе бидат учесници на самата манифестација? Првото е што ние во здружението Матица членуваат претежно пчелари кои што живеат во Скопје, мада имаме одредена група на пчелари кои што не се од Скопје, но ние што иако живееме во Скопје, нашите пчели се секаде низ Македонија. Така да еве конкретно и јас и Венче сме од Скопје, ама моите пчели се во Преспа, а неговите се во Порече македонски Брод, да речеме. Така да медовите што ќе бидат на фестивалот и производите пчеларски ќе бидат од цела Македонија. Претежно имаме сите видови на медови, од ливадски до шумски, до планински, до другите производи, млеч, полен, прополис. И идејата на самиот фестивал е да потрошувачите кои ќе дојдат не само да купат, него во еден разговор со продавачите да некои работи што ги интересирале да им се појаснат и да на некој начин ги усмериме кон правилниот избор. Така, рековме дека од 3 до 5 ќе се случува целата манифестација во срцето на градот, улица Македонија ќе биде медната улица. Од колку до колку часот, како организирано од тој дел? Ќе биде 3 дена овој пат, четврток, петок, сабота, од 8 до 20 часот навечер. Овие манифестации ги организираме во поддршка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Општината Центар ни е стално коорганизатор за тоа што ни го отстапува просторот и стално гледаме во соработка со Општина Центар да правиме едукација на најмалите членови на нашата заедница и по градинките одиме, правиме некои едукации, да малите дечиња ги запознаеме со пчелите, така да целата оваа манифестација е во повеќе правци, да се разговара за пчеларството, да се објасни на граѓаните и на крај да си одберат вистински мед од директните производители. Така, кога сме кај одбирањето на вистински мед, гледачите на Јасака Македонија, оние кои редовно не следат да го препознаваат господин Венче Билбиловски, кој често ни бил соговорник и тоа директно со вклучување од терен од вашиот пчеларник. Колку временските услови во моментов се во прилог или
се во негативен интерес, да речеме, на вас пчеларите, но и на развојот на пчеларството во Македонија. Има ли мед? Добро утро најпрви и од мене и поздрав до гледачите на Сител телевизија. Што се однесува до климатските промени, слободно можеме да кажеме дека последнава деценија, па и повеќе, може и 2 децении, дека тој проблем е присутен, а тоа е во ствари резултат на намалениот принос на самите пчелни производи, односно медот, па и другите пчелни производи. И тоа се случува затоа што во раните пролетни денови, да речеме, после новата година, фаќаат енормно високи температури, пчелите се развиваат, меѓутоа подоцна, еве сега можеби исто има некои најавувања дека постои некој ладен бран, што значи минусни температури, што негативно влијае на фонофазата на цветањето на дрвцата, на растенијата, што значи дека пчелите, пошто единствена основна храна во овој момент како полен и нектар што го добиваат, значи ќе бидат ускудни за тоа, а со тоа ќе биде и намалена количината на мед и другите производи. Дали тоа може би влие и на самиот квалитет на медот или може би само количински ќе биде намален медот и медните производи, но квалитетот останува исти доколку е навистина произведен од самите пчели во еколошки чиста и здрава средина? Па доколку медот го произведе пчела од било кои билки, да речеме од било кои растенија, како што може медот да биде ливадски, багремов, костенов, доколку пчеларот не се умешал во додавање на некои други додатоци како сирупи и слично, тогаш секој мед на свој начин е квалитетен и не можеме да кажеме дека кој мед е подобар или по-лош во тој однос. Така да медот што го произведува пчелата, значи секој мед е исклучиво добар, така да количините само може да бидат помали, меѓутоа во квалитетот не би требало да се однесува тоа. Сега тој тие намалени количини допринесуваат да доста, така може да слободно да кажам, диви производители на мед кои што сакаат на некој начин, на лесен начин да заработат, прават разни малверзации со медот, со додавање на непотребни работи во медот, што му го намалуваат и квалитетот и се ствара еден лош имидж за медот, да речеме, дали е квалитетен, дали не, затоа што има диви препродавачи по улиците, по пазарите, а нашата цел е преку овие едукативни предавања, преку овие сајми, да на некој начин докажеме на купувачите дека мед треба да се купува исклучиво од познат пчелар. Исто во тој контекст ние сега вршиме и анализа, не може никој да настапи на сајм доколку нема направена хемиска анализа на медот од областен што се вика има сертификат да биде лабораторија. Сертификат од лабораторија, значи така. И покрај тоа ние сите сме производители, значи регистрирани производители за продажба од куќен праг преку Агенцијата за храна и ветеринарство, така да сигурноста слободно можеме да кажеме на високо ниво и не би требало да има никакви проблеми, значи околу купувањето на мед од познати производители, поготово на овие манифестации и сајми, така. Така, господин Душан, кога сме кај самата манифестација, четврта поред се случува пролетни медни денови, но од друга страна 20 години, чинам 2 децении е така наречената есенска манифестација денови на македонскиот мед. Колку пчелари, односно колкава е бројката на луѓе кои членуваат во вашето здружение, како па и најголемо е во Македонија, и колку е најмладиот пчелар? Дали младите имаат интерес да се занимаваат околу со ова? Нашето здружение Матица постои од 1958 година, значи имаме долга традиција и нескромно мислиме дека е најголемо и најдобро и најактивно пчеларско здружение. Во моментов со платена чланарина баш скоро гледавме, имаме 136 членови, што не е за подценување. Имаме и други што доаѓаат, посетуваат, али не решили уште да се зачленат. Ние се обидуваме да ја подмладиме структурата во нашето здружение, зашто самите гледаме дека повеќето се во години луѓе. Имаме млади пчелари, имаме луѓе што почнуваат со пчеларство. Дури оваа година организиравме и еден целодневен настан за обука за пчелари. Го нарековме АПИ форум за почетници, се одржа на Земјоделски факултет, каде што и ги одржуваме и предавањата.
И од почетокот прва година го организираме и бевме малце скептични колку ќе ни се пријават, али самата бројка што имавме 65 учесници покажува дека има доста што сакаат да почнат да се бават со пчеларство и сакавме да ги превенираме оние евентуално почетнички грешки, да луѓе не купат пчели па после да направат некоја грешка од типот избор на сандак или локација. Значи на тој настан имавме 6 предавања кои што опфатија една целокупно пчеларење, да речем, за на луѓето да им се укаже на можните непотребни грешки. Така да настанот помина одлично, имавме и наградна игра, имавме и презентација на пчеларник, пошто во склоп на земјоделски факултет има и пчели, така да и на отворено презентација имавме и планираме да биде традиционално, така да нашето здружение се обидува во тој правец да се движи, да ги опфатиме сите категории, организираме излети, организираме бевме и до Турска на саем, одиме редовно Србија, Бугарија, имаме обуки за почетници, така да едно целокупно делување на нашето здружение во сите правци во пчеларството. Ајде кога сме кај тоа што треба, што не треба за да се биде пчелар, кои се главните критериуми кои треба да ги исполнува еден човек кој почнува или има желба да занимава покрај желбата, што друго е потребно, сега кои пчели треба? На прво место да не е алергичен. Значи има луѓе што се алергични и што сигурно не можат да чуваат пчели. Има два врсти на алергија. Едната е само да се направи црвенило што со тек на време поминува, а другата она алергичност што доведува до гушење и тие работи, тие луѓе сигурно не можат. Тоа е првата. Втората е да тој што решил да се занимава со пчеларство да ја сака природата, затоа што ова се што работиме ние кој ќе се јавиме од пчеларник викаме кај си во канцеларија сум, а во суштина сме на планина кај пчелите. Значи мора да биде по табијат човекот таков, да сака природа, да сака пчели, да и самиот производ на крај што ќе го добие ќе биде чист и природен, ако е и тој таков, ако го сака тоа, ако тргне од некој математики правење, толку пчели ќе купам, толку мед ќе извадам, толку ќе заработам, но тоа нема ништо да биде. Значи прво треба да ја сака таа работа, после тоа треба малце да навлезе. Што правевте мојот приеска со Венче, се сменија времињата. Да речеме пред 20-30 години јакова почнува, приносот беше од 20 до 25 килограми и со мало знаење се вадеа тие и дали матицата била млада или стара, дали несела јајца, сите пчели носеа. Работата течеше некако. Сега се сменија работите. Заради овие сите глобални промени, сега приносите се од 8 до 10 килограми, ако извадиме ние викаме дека е супер година. Значи веќе тоа се намалено, болести има повеќе кај пчелите, мора да се секој што мисли да почне мора и болестите да ги научи, мора да поднаучи како пчелата се развива, нормално стадиуми на развој на матица, на труд, на пчела работничка. Затоа што денеска дојдоа пашите да се кратки. Например, ја ги чувам пчелите во Преспанско во Крани. Порано тамо беше од мај кој ќе почнеше паша, имаше до крајот на септември цело време континуирана паша. Сега не, сега и тамо има 10 до 15 денови паша, па има празен период од 15-20 дена, па после па нешто, па празен. И мора вие да се спремите за тој период кога има мед да го соберете медот. Ако го испуштите, отишла цела година. Тоа е како еден фудбалски тим, треба да го спремате за најважната утакмица, а не да го промаши моментот. Така и некој тука сигурно ќе се праша, супер, сакаме мед, но дали ќе има промена на цената? Што велат статистиките, односно праксата за оваа година, господин Билбиловски? Па ние како здружение настојуваме да еднаш во годината ја формираме таа цена и таа цена останува непроменета до наредниот саем, што се вика наредниот фестивал, како што се денови на македонскиот мед. И сега тука доколку се случат некои подобри времиња, значи цената дури може да биде намалена. Меѓутоа за оваа година останува истата цена. Битно е само да знаат купувачите, значи да го препознаат медот, да купуваат правилен, исправен мед, бидејќи она што го плаќа треба на некој начин да го добие. И нашата цел исто да дополнам, значи нашата цел исто на саемите е да ги објасниме на купувачите дека медот не треба да се купува само како лек, него треба да биде како храна. Ако се употребува како храна, тогаш не би имало потреба да доаѓа да се купува како лек. Така, ајде можеме и практично да им покажеме на гледачите што значи вистински, односно мед добиен од пчели, а не од сирупи, шекери, различни марифети што знаат луѓето да ги прават само економски да заработат. Кои се главни карактеристики, па и ако можеме и практично да покажеме што е мед добиен од пчели? Обично за купувачот кој треба да купи тегла мед или било како од производителот, прво, значи органолептички треба да медот кога ја отвори теглата,
да помириса, да добие некој карактеристичен мирис кај што ништо друго го нема него освен медот. Мириса на мед. Мириса на мед. Второ, теглата кога ја погледнеме треба да е компактност, значи да е компактна, да нема оние слоеви додавани со самото тоа, ако се постојат повеќе слоеви, значи дека е нешто додавано или нешто правено. Второ, може исто ако земеме лажица и да пробаме медот како изгледа, значи треба да има некоја компактност, некој вискозитет. Ајде да покажеме. Да, што значи дека еве ако земе таа лажица, видите, ова треба да иде во континуитет да во тече. континуитет и може до голема, мислим, до метар и повеќе да се истајна, видите. Ова. Сега, што е разликата? Ако земеме мед кој што е правен вештачки со додавање на сирупи, тогаш кога ставиме со лажицата, вака ќе почнуваат капки да Има прекини има прекини капки и така. Меѓутоа овдека значи се работи за тоа е еден од начините, а иначе значи правилно како да дознаеме мед, тоа е испитувањето лабораториски. Значи ако лабораториски се испита, тогаш може да се дознае точно што содржи, од кое е неговото потекло и така. Меѓутоа, сепак, еден од начините, органолептичкиот начин е, ипак може да ги задоволи потребите на купувачите. Ви благодарам за тоа што не воведовте во тоа што ќе се случува на улица Македонија од 3 до 5, среда, четврток, петок, рековме, така? Не, четврток, петок, четврток, петок и сабота, почнувајќи од 8 до 8 вечер. Да. Иначе заборави венче да каже 600 денари ќе биде цената, таа цена е веќе 7-8 години не е сменета и мислиме дека е во ред и за нас и за купувачите. Оние кои редовно купуваат, знаат, бидејќи нели споменавме дека иста ќе остане цената. Па добро, затоа да ја нагласиме. Ви благодариме уште еднаш. Ќе направиме напори да ве посетиме на улица Македонија, да видиме на лице место што се случува, односно како улица Македонија ќе стане медната улица во срцето на Скопје. Ја да се заблагодарам на сите затоа што не поддржувате. Еве минатиот пат бев негостика Иван кога беше 20 години, еве и сега не удостоивте, така да благодарност до Сител телевизија. Па едни од најголемите поддржувачи, мислим, тоа е Сител телевизија и секоја чест. Благодарам и така ќе биде и во иднина за тоа што секогаш се грижиме за зачувување на природата и она што е во интерес на гледачите.